Почитувани пријатели, поздрав до сите. Денеска бев малку излезен и решив да ја пуштам камерата, да направам едно бриф кратко видео во врска со 8 септември. Инаку кога сме кај 8 септември, би ја честитам на сите независноста на нашата Република Македонија со надеж за вечна и вековита самостојна, независна и суверена македонска држава. Сликите кои моментално ги гледаме не се ни од Битола, ни од Прилеп, ни од Скопје, па ниту од било кој друг град во Македонија. Конкретно се работи за предградието во Сиднеј, наречено Рокдейл. Инаку Рокдейл е една општина која е далечна негде 5 до 10 километри од центарот на Сиднеј, многу населена со македонци. Мислам дека првите македонци овде се населиле во 40-тите и 50-тите години, така да од ден денес со овој број на македонци точно не знам колкав, ако кажам било која бројка, веројатно ќе сгрешам, но по моја проценка сигурно во општина од како што е Рокдейл околу 200.000 население, би рекол дека околу 5 до 10% сигурно заземат македонците, а коригирајте ме слободно доколку грешам. Така да знамињата кои ги гледаме на овие јарболи кои се поставуваат традиционално секој 8 септември, јас неколку години соред пропуштив да снимам, а сакав да ги прикажам на луѓето кои не живеат во Австралија како овде секоја година традиционално се одбележува 8 септември и како е заслуга сета ова манифестација на нова македонско лоби кој владе овде во Рокдейл. Просто човек да си значуди. Јас некој пат кога ќе се подразмислам дека овде повеќе знамења македонски се веат во Рокдейл отколку во нашата матична земја. Моментално се движам по улицата наречена Кинг Стрит. Кинг Стрит е позната по социализирање на нашите македонци кои живеат во Рокдейл, па и во околните населби. Ова населба, ова улица овде изобилува со разноразни продавници, од кафетери до месарници, продавници за зеленчук, па морам да кажам дека и 4 бурекџуници, наши македонски бурекџуници, можат да се најдат во Рокдейл, овде во ова населба, па би рекол на 1 километар квадратен. И не само тоа, ред други продавници или мали самопослуги за совместни производи и така натаму. И не само македонци, последно време доминираат, освен македонците, има и доста неполци, имам заприметено со тие нивни кафетери, но сепак мислам дека македонците се доминирачка етничка група овде во Рокдейл, далеку пред сите други. Поздрав и секој добро.